Во светот со децении наназад, науката се сметала за машка професија, но денес се повеќе жени го менуваат тој стереотип. Од лабораториите и болниците до универзитетите и технолошките компании, жените научници секојдневно докажуваат дека знаењето, истражувањето и иновациите немаат пол. По повод 11 февруари, Меѓународниот ден на жените и девојчињата во науката, разговараме со професорката Јана Клопчевска, која е доказ дека жените и во Македонија можат многу да допринесуваат во науката. Вака, јас сум професор на Технолошко-металуршкиот факултет или катедрата за прехранбена и биотехнологија. Не знам колку гледачите се запознаени, меѓутоа храната и биотехнологијата се доста актуелни, не само во последно време, од секогаш биле и се повеќе заземаат замав. Оно што ние како жени научници можеме да се, да речеме, истакнеме за разлика од другите, тоа што некако на попрагматичен начин ги пристапуваме према науката и према, бидејќи сме нели мајки и жени на некој начин. И бидејќи овој разговор го водиме по повод денот на жената во наука, морам да кажам дека во однос на храната има доста иновација, ама едно од најдрагите ми се трансформациите или прототипите направени од отпад од храна, кои што се многу интересни за гледачите. Например, тоа е јадлив парфем или парфем од кафе со екстракт или играчки од кафе, или да речам перница наполната со лушпи од кафе кои што се фрлаат при печењето. Така да све она што не се искористува во храната, ние сакаме да го намениме, да направиме нешто што е општествено нели одговорно. На тој начин отпадот од храна веќе не станува отпад, туку станува некаков ресурс. Тие ми се најдраги иновации. Една од подрагите иновации во која што сум работила со млади луѓе е кожата од комбуха, која што сме направиле заедно тимски, во која што кожа е направена на база на скоби технологии со микроорганизми или поточно со комбухата, каде што самата габа се храни со јаглехидрати и формира еден слој на кожа која што е, да речеме, биоразградлива. Често во општеството за жените е тешко да се охрабрат да започнат со некоја ваква работа. Од предпоставки дека ќе бидат потценети и преплавени со предрасуди, па се до сите обврски со кои се соочуваат во животот. Јас сум во овој дел во науката од некоја 2001 година, од како сум запишана на Технолошко-металуршкиот факултет. Таму дипломирав и магистрирав и потоа заминав на докторски студии на друг универзитет во Марибор, постдокторски студии на универзитетот во Салцбург, така да можам да направам една, да речам, паралела меѓу универзитети, меѓу наука. 15 години сум на факултетот, ги поминав сите позиции и никако тоа спонтано се наметна да се пронајдеш во науката, бидејќи имаш доволно време додека станеш редовен професор, тоа се доста години, за да се пронајдеш во тој дел од науката. Значи има доста жени колешки и општо на УКИМ, да речеме, и не само на УКИМ, него во Македонија се, да речем, поголем процент жени научници, кои што никако, повторно ќе кажам, прагматично пристапуваат према науката, ги поддржувам и сите млади жени кои што сакаат да влезат во наука, да го направат тоа. Единствената разлика меѓу другите земји, европски и нашава, е дека другите држави делуваат малку повеќе буџет за вработување на пример докторантите и постдокторантите кои што имаат платен нели престој на факултетите со позиција на истражувачи, каде што има повеќе жени кои што се најдени во позиција истражувачи, кои што не се професори, а се бават со наука. Најчестото поставувано прашање за жените во ваквата професија е како успеваат да ги завршат обврските по дома. Но во денешно време, интернетот е една предност која не учи дека обврските на мажите и жените треба да се еднакво распределени и на секој да му остане време за себе. Најважно за оваа професија е добрата организација. Морам да ти кажам дека постојано во разговор кога кажувам што све проекти се прават, некако сите ме прашуваат па како постигнуваш. Многу, да речам, треба да бидеш организиран, меѓутоа јас нудам да се вратив од Јапонија каде што бев на буквално на една обука на System Thinking и сватев дека значи генетиката јапонците ја
формираат, таа не им е наследна, туку ја направиле да биде така и се базираат нивната култура и како да кажам well-being кај на англиски, дека на основа на тој систем thinking. Така пристапувам некако организирано, водам паралелни дневници, водам еден микроменеджмент дома, па на работа се организирам, значи кога има гостување, студии, емисии или нешто слично, нели треба и добро да се изгледа, треба да се оправда позицијата мајка жена во денешно време. Единствено тоа што мажот има можеби повеќе слободно време да се посвети од жената. Жената има некои други обврски. Меѓутоа мислам дека врските во денешно време па се поделени не онака стрикно како машки, женски, него се некако заеднички. Сметам дека денешните мажи си ги завршуваат тие врски што порано не ги завршувале, веќе се изедначуваат во врските, секој заработува, секој работи, секој све прави. Тоа на некој начин ми се допаѓа, морам да кажам. Меѓутоа секако оваа работа како научник бара големо отстапување, бидејќи се работи за работа која што не е физичка, туку е ментална, која што буквално треба посветеност, бара да ја сакаш. Јас покрај работата имам проекти кај што менторирам млади луѓе, кај што стварно треба да сум сконцентрирана за извлечам од нив најмаксимално да можат да направат никаква иновација. Меѓународниот ден на жените научници е потсетник дека талентот и љубопитноста се подеднакво присутни кај сите, но и дека поддршката и можностите се клучни за секоја млада девојка која сонува да стане научник. Преку лични приказни за успеси, но и за предизвици, професорката Клопчевска испрати силна порака дека патот не е секогаш лесен, но упорноста, трудот и вербата во себе може да ги отворат и најтешките врати.